Изминува втората недела откако собранието втор пат го изгласа законот за употреба на јазиците, но тој се уште не е на сила бидејќи се чека потписот од председателот на државата. Ѓорги Иванов не сака да го потпише указот за законот кој два пати помина пред народните избраници затоа што смета дека после неговото првично вето парламентот го изгласал законот спротивно на уставот и на деловникот. Пораката на Талат Џафери и генерално на мнозинството е дека токму Иванов е оној кој што го крши уставот затоа што не сака да потпише закон кој на два пати добил поддршка од повеќе од половината пратеници во законодавниот дом. И додека трае докажувањето за тоа кој е во право, во јавен оптек има неколку идеи како понатаму. Една варијанта е законот да се објави само со потпис на Талат Џафери или спикерот да се потпише два пати, и на неговото место и на местото на Иванов. Таков пример постои во 1997 кога Тито Петковски како председател на собранието стави потпис и за тогашниот председател на државата Киро Глигоров, кој во тој момент е на службен пат. Подоцна, Уставниот суд го укина указот. Втората опција ја презентираше докторандот од правниот факултет во Скопје Денис Прешова. Тој посочи дека една од основните функции на Уставниот суд е да решава за така наречен судирна надлежност, токму како во сегашниот случај. Само на тој начин, според Прешова, може да се прекине спиралата на противуставни постапки поврзани со законот. Третата и најневеројатната опција е Иванов да се премисли и да го потпише законот. По кој пати да се тргне, законот за употреба на јазиците и процедурата во која е донесен ќе завршат пред Уставниот суд. Па чекајте, ама сега за Уставниот суд јас до пред неколку недели слушав квалификации. Најобоенијата институција беше Уставниот суд. Тој истиот сега дали ќе може да се справи со ваков товар? Универзитетската професорка Силјановска не е осамена во резервите. Сличен став пред воопшто да се случи кризата со законот за јазиците имаше и доскорешната уставна судика Наташа Габер. Институционално се разбира дека Уставниот суд постои, но дали ја врши на вистина онаа задача која што Уставот му ја дава, тоа мислам дека е дискутабилно. Првиот аргумент што не остава простор за многу оптимизам дека Уставниот суд има капацитет на кредибилен и непристрасен начин да носи одлуки во случајот е фактографијата. Кога, по чиј предлог се избрани и како досега се однесувале уставните судии во актуелниот состав. 6 од вкупно 9 судии во Уставниот суд се избрани во време на претходната власт на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Останатите тројца ги избра новото мнозинство, но две решенија беа предлог на председателот Иванов, а еден уставен судија е по предлог на мнозинството. Сумирано, поголем дел од судиите во Уставен во моментов се луѓе за чиј избор доверба им дале председателот Иванов или ВМРО ДПМН. Но датумот и начинот на избор се помал дел од аргументацијата зошто едноставно таков е системот на предлагање и избор на уставни судии. Позначено во одмерувањето на капацитетите на Уставен да донесе кредибилна одлука е личниот професионален бекграунд на судиите. Што е мојот страв? Како што се во оваа земја е партизирано и политизирано, така и со нашиот Уставен суд. Понатаму, во Уставниот суд не влегувале судии со долги години стаж, со статус на председатели и слично. Влегувале председатели на државни изборни комисии, бивши министри, пратеници, високи државни функционери и така натаму. Дека ова не се лични впечатоци, не е тешко да се провери. Од актуелните 9 уставни судии, тројца биле или на позиции во кабинети на државни функционери или на позиции кои се добиваат со амин на политиката. Двајца од нив се директно поврзани со председателот Иванов, кој пак е засегната страна во случајот. Дарко Костадиновски, кој неодамна беше избран за уставен судија, дојде од позицијата советник за надворешна политика во кабинетот на шефот на државата. Јован Јосифовски, пред да стане уставен судија, беше член и председател на Државната изборна комисија по предлог на ВМРО ДПМН. Неговиот син е актуелен шеф на кабинетот на председателот Иванов. Најновиот уставен судија Насер Ајдари има долга правничка кариера, но последните 5 години беше државен правобранител. Функција што се добива по предлог на министерот за правда, ресор кој изминативе години го држи ДУИ. Актуелната опозиција и председателот Иванов, според досегашното искуство, најверојатно ќе очекуваат поддршка од уште неколку уставни судии. Керка на уставната судика Елена Гошева е Слободанка Гошева Гиевска, која како председател на пописната комисија го стопира последниот попис.
Незиниот сопруг Игор Гиевски исто така има партиска и функционерска кариера поврзана со ВМРО ДПМН. Актуелниот председател на Уставен Никола Ивановски е судијата известител за најбрзо процесуираниот предмет во историјата на Уставниот суд. Станува збор за законот за помилување, што потоа му овозможи на Иванов да ги помилува сите осомничени од СЈО. Таа одлука во 2016-та немаше да помине без поддршката на уште двајца актуелни уставни суди – Владимир Стојановски и Вангелина Маркудова. Единствениот судија од сегашниот состав на Уставен кој тогаш не гласаше според очекувањата на председателот Иванов и ВМРО ДПМН е Сали Мурати. Но и без него, и без разлика на ставот на неодамна избраниот уставен судија по предлог на шефот на државата Осман Кадриу, мнозинството во Уставен се чини јасно дефинирано. Дека мнозинството со својата работа изминативе години не се избори Уставниот суд да биде перципиран како кредибилна институција, е став кој го дели и поранешната уставна и судика во Страсбур Мирјана Лазарова Трајковска. Токму законот за јазици според неа, можеби е шанса Уставен да се издигне. Ја прашавме и која од актуелните опции, двоен подпис на Џафери, постапка пред Уставниот суд за судирна надлежност или подпис на Иванов, е излез. Најдобро би било председателот да го подпише указот, бидејќи тој веќе не е во делот на неговото право на вето, тој го заврши тој аспект од Уставот, затоа што председателот има право на суспензивно вето, меѓутоа нема право на апсолутно вето и тој не може да го држи заробен законот. Председателот на државата навлегува во надлежност на Уставниот суд, бидејќи повикувањето на неуставност на постапката на носење на законот, на содржината на законот и така натаму, е аспект кој што треба да го цени Уставниот суд на Република Македонија и излез од ова решение ослободувањето на законот, негово објавување, па и председателот на државата може да го оспори пред Уставниот суд и да побара оценка токму на тие аспекти за кои тој сега тврди дека се пречка за тој да го потпише указот. Доколку шефот на државата не се премисли, што е за очекување според неговите изјави. Лазарова Трајковска смета дека двоен подпис на Џафери не е опција, бидејќи е подеднакво неуставен чекор како актуелното вето на Иванов. Така, единствена точка на надеж останува постапка за судирна надлежност пред Уставниот суд. Постои можност деловнички според деловникот на Уставниот суд и според надлежноста утврдена со Уставот, тој да одлучува за судирот на надлежности, доколку пристигне таков предмет пред него, тој најпрво утврдувајќи го судирот на надлежностите ќе мора да се произнесе каде, во кој аспект ќе треба после одлуката на Уставниот суд понатамо да се надмине овој, така да кажам, меѓупростор. И за мене една одлука на Уставниот суд поврзана со надлежноста може да оди во насока на надминување на состојбата и со утврдување на неодменливата должност, уставната должност и обврска на председателот во оваа фаза да го потпише законот. Затоа што и придавањето на заклетва, председателот се обврзува дека ќе ги почитува Уставот и законите, а законот за собрание ја утврдува неговата обврска во рок од 7 дена по пристигањето на указот тој да го потпише.